Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Бог нека биде со вас, нека ве благослови и нека ве води, чувајќи ве од секое зло. И денеска недела би сакал да зборувам на една многу важна тема, а тоа е карактерот на Божиот збор, односно карактеристичност на Божиот збор. Најнапред би сакал да прочитам 2 стиха од писмото до евреите, каде што апостолот во 12 стих и 13 од 4 глава вели вака: Зашто Божјото Слово е живо и делотворно и поостро од секој меч остар од двете страни и навлегува до разделувањето на душата и духот, на зглобовите на мозокот и ги суди мислите и намерите на срцето. И нема создание кое е невидливо пред него, туку се е голо и откриено пред очите на оној пред кого ние ќе дадеме сметка. Зборот Божи или Божјото Слово е опишано во Библијата како леп, без кого не можеме да обстанеме. Уште во Стариот Завет, во книгата на Мојсеј, 5-та книга Мојсеева, 8 глава, 3 стих, е запишано вака: Тој те смируваше и те мореше со глад, а потоа те хранеше со мана, за која не знаевте ни ти, ниту твоите татковци, за да ти покаже Бог дека човекот не живее само од лебот, туку дека човекот ќе живее од се што излегува од Господовата уста. Исто така, во Јов 23 глава 12 стих е запишено вака: Не отстапувајте од заповедите на неговите устни. Ги чував зборовите на неговата уста повеќе отколку секојдневната храна. Тука јасно покажува дека Божјиот збор е како храна за душата. Пророкот Еремија во 15 глава 16 стих вели вака: Кога ми доаѓаа твоите зборови, јас ги голтав. Твоите зборови го восхитија и го зарадуваа моето срце, зашто се викав со Твоето име, о Господи Боже над воинствата. Е сега во Новиот Завет, Господ Исус Христос го цитира она што е запишено во Стариот Завет, она што веќе го кажав, дека човекот ќе живее од леп. И тој вели: Напишано е, човекот нема да живее само од леп, туку од секој збор што излегува од Божјата уста или од устата на Бога. Како второ, Божјиот збор, Божјото Слово, ни донесува радост и светлина во животот. Во Псалм 19 е запишано вака: Господовите повелби се праведни, го веселат срцето. Господовата заповед е светла, ги просветлува очите. А во 119 псалм е запишено вака: Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Во истиот псалм, 130 стих е запишено вака: Објаснувањето на Твоите зборови просветлува, ги вразумува простодушните. А во мудрите Соломонови изреки, Соломон вели: Зашто заповедта е светилник, законот е светлина. Опомените на изобличувањата се пат кон животот. Кога го читаме Божјиот збор, нашата душа, нашиот живот се просветлува. Ја гледаме Божјата светлина. Во Новиот Завет апостол Петар вели вака: И така имаме подсврсто пророчко слово. И вие правите добро што внимавате на него како на светило што свети во темно место, додека не осамне денот и деницата засвети во вашите срца. Потоа Божиот збор се опишува и е сладок како мед. Во 19 псалмистот вели: Поскапоцени се од златото, од чистото злато. Посладки се од медот, посладки од капките на медовата пита. Во 119 псалм вели: О, колку се сладки на моето непце Твоите зборови, посладки се од мед во мојата уста. И затоа псалмистот во првиот псалм вели:
Блажен е човекот кој не оди по советот на нечестните, туку му омилел законот Господов и за законот негов размислува ден и ноќ, а тоа е Библијата. Божјиот збор е вечна книга, цврста, постојана. Во 119 псалм вели псалмистот вака: О Господи, Твојот збор останува довека, постојан како небесата. А во Исаија 40 глава вели: Тревата се суши, цветот овенува, но словото на нашиот Бог останува довека. Во блаженствата од книгата на Матеј, односно од Евангелието според Матеј, 5 глава 18 стих, Исус вели вака: Зашто вистина ви велам, додека не поминат небото и земјата, ниту најмалата буква, ни цртичка, нема да ја снема од законот додека не се исполни се. И потоа во 24 глава од Матеј вели: Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. И апостолот Петар за Божјиот збор вели: Зашто секое тело е како трева, и сета нејзина слава како цвет од трева. Тревата се суши, цветот и опаѓа, а Господовото слово станува довека. А тоа е словото кое ви е објавено како Евангелие. Божјиот збор е книга Господова и треба редовно да се проучува. Пророкот Исаија 700 години пред нашата ера запишал вака: Истражувајте во Господовата книга и читајте. Ниедно тоа не изостана, зашто неговата уста нареди така и неговиот дух нив ги собра. Овој Божји збор е возлюбен и сакан збор. Псалмистот вели: Мојата наслада е во Твоите заповеди, зашто ги засакав или ги возлюбив. Исто така, тој вели: Помил ми е законот на Твојата уста, отколку илјадници златници и сребреници. Потоа вели: О, колку го љубам Твојот закон, по цел ден размислувам за него. Можеме ли ние така да речеме како псалмистот: О, колку го љубам Твојот закон, по цел ден размислувам за него. О, колку ја сакам оваа книга, колку ми е мила на срцето, на душата. Истиот псалмист вели: Твоите зборови се испитани, многу се испитани и затоа Твојот слуга ги љуби. Божјиот збор е опишан како дожд што паѓа. Во 55-тиот псалм е запишено вака: Како што паѓа дожд и снег од небото непрекинато додека земјата не се напои, не се оплоди и не се зазеленее, за да му даде семе на сејачот и леп за јадење, така словото што излегува од мојата уста, вели Господ, не се враќа при мене без плод. Туку го прави она што го сакав и ќе го изврши она заради кое го испратив. Библијата или Божјиот збор е навистина уживање и наслада. Пророкот Еремија вели: Кога ми доаѓаа Твоите зборови, тоа што веќе го кажав, јас ги голтав, Твоите зборови го восхитија и зарадуваа моето срце. Божјиот збор е како оган што гори. Истиот пророк Еремија во 5 глава, 14 стих вели: Затоа вака зборува Господ Бог над воинствата. Затоа што зборуваа така моите зборови во Твојата уста, во оган ќе ги претворам, а овој народ во дрво, за да го голтне огнот. Не е ли мојот збор како оган, зборува Господ, и не е ли сличен на чук што ја крши карпата? Да, Божјиот збор е силен. Кој е авторот на Божјиот збор? Авторот или инспирацијата од каде што доаѓа е Бог, самиот Бог од небото. Не е човечка творба, туку Божја творба. Бог е автор на неговиот збор. Затоа Еремија вели: Во 4-та година на Јоаким, јудејскиот цар, Господ му го упати ова слово на Еремија.
zemi knjižen свиток и запиши ги на него сите зборови што јас ти ги реков. Што значи, Бог диктираше, а Божите слуги пишуваа. Потоа апостол Петар тоа го потврдува во 2 Петрово писмо, во 1 глава и вели: знаете го оваа пред се, ниедно пророштво во писмото не може да се толкува како кој сака, зашто никогаш пророштвото не дошло од човечка волја, туку светите Божи луѓе зборувале носени или движени од Светиот Дух. Зборот е како духовна храна. Реков на почетокот, тоа е како леп, но и како духовна храна. Во Езекијел, 3 глава, 1 стих вели: човечки сине, проголтај го тоа што е пред тебе, изеди го овој свиток, та оди и проповедај му на Израелевиот дом. Кога им проповедаме на луѓето, многу е важно да бидеме нахранети со Божиот збор, инспирирани со Божиот збор, за да можат луѓето да ја сватат Божјата порака. Сите луѓе на оваа планета имаат потреба од Божиот збор. Не постои човек кој што може да каже мене не ми е потребен, затоа што човечката душа живее од тој Божи збор. Не живее човекот само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бог. Божиот збор е прочистувач, чисти како вода. Во Ефесјаните 5 глава 26 стих се вели вака: се зборува за црквата, за да ја освети, очистувајќи ја со водно капење во Словото и да ја представи пред себе си славна црква, која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна. Кога го читаш Божиот збор, твојата душа се прочистува. Зборот Божи е духовен меч за борба против злото и силите на темнината. Апостол Павле во Ефесјаните 6 глава, 17 стих вели: земете го и шлемот на спасението и мечот на духот кој е Божјото Слово. Само на тој начин ќе се одбраниме од силите на темнината, на мракот, на сатаната, на се што е против Бога. Зборот Божи треба да се чита редовно. Апостол Павле во Колосјаните 4 глава, 16 стих вели: кога ќе се прочита оваа послание при вас, погрижете се да се прочита и во Лаудикејската црква. А она од Лаудикеја прочитајте го и вие. Ова писмо не ни е достапно што Павле го напишал на Лаудикејската црква, но сепак сметаме дека овие 66 книги на Стариот и Новиот Завет се доволна инспирација за да ја храни нашата душа и да се спасиме од вечната смрт. Божиот збор е Божја инспирација. Во 2 Тимотеј, 3 глава, 15 стих и 16, таму Павле на Тимотеј му вели вака: зашто од детството ги познаваш светите писма, кои можат да те направат мудар за спасение преку верата во Исус Христос нашиот Господ. И целото писмо е од Бог вдахновено и е корисно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Божиот збор е жив и делотворен, динамичен. Како што на самиот почеток ги прочитав двата стиха, исто ќе ги повторам, велејќи: зашто Божјото Слово е живо и делотворно и поостро од секој меч, остар од двете страни, и навлегува до разделувањето на душата и духот, на зглобовите и на мозокот, и ги суди мислите и намерите на срцето. И Божиот збор за наново родените е како млеко за растење. Преку Библијата, кога ја читаме, ние растеме духовно. Павле вели, ако го напишал посланието до евреите вака: имено според времето требаше да бидете учители, меѓутоа вам ви е пак потребно да ве учи некој на основните начела на Божите пророчки зборови. И станавте такви,
što vi je potrebno mleko, a ne tvrda hrana, zašto sekoj što se hrani so mleko je neiskusen vo slovoto napravdata, zašto je mladenec. A tvrdata hrana je za polnoletnite, koji preku navika gi izvežbali se tilata da razlikuvaat što je dobro, a što je zlo. Petar veli, apostol Petar, vo 1. Petrovo 2. glava, kako nanovo rodeni deca, kopnejte po čistoto duhovno mleko, na slovoto, za da porasnete preku него za spasenije, ako već ste vkusili deka Gospod je dobar. I Božji zbor je kako duhovno ogledalo na dušata. Apostol Jakov veli, zašto koji go sluša slovoto, a ne go izvršuva, sličen je na čovek koji go nabludove ili go ogleda svojeto prirodno lice vo ogledalo. Će se pogledne i će zamine i vednaš zaborava kakov bil. A koji će se zagleda vo sovršeni od zakona slobodata. I ostane vo nego, nekako zaboravljiv slušatelj, tuku kako vistinski izvršitelj, toj će bide blažen vo svojata dejnost. Da, počituvani prijatelji, Božji zbor je kako duhovno ogledalo. Koga go čitame, se sogleduvame sebe si. To je kako mleko, koga na decata im davame mleko, ti je rastat, taka i sekoj nanovoroden vernik, koga go čita Božji zbor, to i raste duhovno i se razviva duhovno. Božji zbor je delotvoren i živ, proniknuva vo srceto, vo dušata i gdje otkriva namerite na čovekot. To je Božja inspiracija, to je duhoven meč, to je kako čista voda, to je kako lep, site ljudi imat potrebu, to je duhoven lep, bez razlika na koja religija pripadjat. Božji zbor je večen, Bog je avtor na njegovi zbor i taka natamu. Ako je čitaš ova knjiga, će biteš blažen ili srećen, biti vo idnina te očekuva večen život, ako ostaneš vo verata. Bog neka ve blagoslovi, počituvani prijatelji. Amen.